Игор од Струга веќе 7 години учествува во продажбата на првото улично списание во земјава лице в лице. Иако боледува од Даунов синдром, тоа за него не представува пречка да руши рекорди во неговата продажба, па дури да биде прогласен за продавач на годината. Честопати учествува и во подготовката на списанието со своји лични статии. Тука сум да дојдам во Охрид, да го продавам списанието и да го доближам списанието лице во лице, да го купат окриџани, а пак и сите што се од Струга. Сакам да кажам дека тука во Охрид ќе бидам успешен продавач. Покрај Игор, во продажбата на лице в лице се вклучени уште десетина други лица, припадници на маргинализирани групи, бездомници, лица со попреченост и други ранливи групи на луѓе. Половина од сумата оди за продавачите, додека другата за негово печатење, обука и други програми. Целта на продажбата на списанието и на неговото издавање е вклучување на социјално исклучени граѓани, маргинализирани групи на граѓани, лица со попреченост, роми во општествените текови и нивно работно ангажирање. Лице в лице им го менува нивниот живот, нивните навики, луѓето кои што до вчера не сметале дека можат да се вклучени во општеството и да се корисни во самото општество, полека со самата продажба стекнуваат работни навики, претприемачкиот дух кај нив се развива и полека си ги нормализираат животите. Лице в лице е дел од меѓународната мрежа на 123 улични списанија, која насекаде во светот го продаваат токму маргинализирани категории луѓе. По тој принцип и кај нас се реализира неговата продажба. Списанието, кое однодамна почна да се продава и во Охрид, покрива содржини кои се однесуваат на јакнењето на граѓанската свест за теми која засегаат денешницата. Првиот негов број излезе на 15 септември 2012 година. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.